Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а ова шоу вистински постои само за вас. На денешното мени имаме вистински деликатес – телешки јазик и сладка чорба од тиква како десерт. Бидете со нас, затоа што денеска вистински ќе уживаме. Денес влегуваме во една навистина посебна гастрономска приказна. Говедскиот јазик е едно од најнежните и најценетите меса, кое со тивко варење станува деликатес како од старите книги. Ке го споиме со кремасто пире од зеленчук и топла миризлива чорба од тиква која го носи духот на есента. Срдечни вкусови, традиција и модерна техника. Се во една мастерија на трпезата. Говедски, телешки, јунешки јазик едноставно дел од месото кое многу ретко се употребува, меѓутоа е вистински деликатес. Денеска ќе пробам да го направам според рецептот на Огис Ескофие, таткото на модерната француска кујна, а он се што правел е прво, откако ќе нашол добар јазик, го оставал во вода неколку часа да излезе од него целата нечистотија, а потоа со помош на 4 или 5 мускетари во кујната, како лукот, како кромидот, како морковот, како целерот, кеве имаме и прас, имаме и магдонос. Едноставно, зеленчукот, додека полека и тивко се вари заедно со јазикот, ќе му даде еден многу посебен и убав шмек. А се друго што ќе правиме за овој јазик денеска да биде навистина деликатес, следете не за тоа што јас веднаш почнувам. Прво ќе ви покажам како да го ставите зеленчукот на тивко печење. Да пробате и на тој начин да видите колку е вкусен. А откако долго и тивко ќе се пече, бидејќи денеска имаме време, 3,5 до 4 часа јазикот треба да динста, да чрчори на тивок оган, за да биде мек и убав кога ќе биде готов. Ако го оставиме да се готви на јак оган, ќе се стегне и од него ништо, ама баш ништо нема да добиеме. Затоа прво почнуваме со зеленчукот, затоа што ќе го оставиме на ниска температура од 100 степени, полека да си се обработи. Што правиме? Зимаме алуминиумска фолија, ставаме малце хартија за печење или пергамент хартија, додаваме малце масло и сол. И сега погледнете колку е едноставно. Од сите страни ќе го стегнеме и ќе го додадеме со останатиот зеленчук, што јас денеска ќе го искористам за да направам некој убав гарнир, а може би нели и некој убаво пире. Овој пат мислам дека ќе направам пире од компир и од целер со некои мали додатоци, навистина многу вкусно. Еве го сега и другиот компир, малце масло, малце сол и тоа е тоа. Така да денеска може да го поставите сето ова и да го сготвите полека и тивко, а утре да го направите финишот и многу едноставно. Буквално сите ќе уживате, а утре од кога се вратите од работа нема да изгубите многу време за да го направите ручекот. Откако ќе ги завиткам сите зеленчуци, како што кажав, ги ставам на температура од 100 степени 2,5 часа. Полека, тивко има да се направат да бидат многу вкусни. Ајде да ги ставиме температура 100 степени, еве, загрева, ќе наместиме 2,5 часа. Јазикот, драги мои, едноставно можете да го оставите на тивко да си крчка на шпоред
или да наместите добра температура и да го ставите во вашата рерна, да наместите 4-4,5 часа и полека нека си крчка. Многу важна работа кога готвиме јазик е правилно да го одработиме јазикот. Правилото вели вака: откако ќе го купите, извадете го, измите го убаво и оставете го час-два во ладна вода, убаво да отстои. За тоа време можете да спремите бибер во зрна и додаваме во водата ловоров лист, додаваме уште малце бибер, ама ситен бибер, имаме сол, 20 грама на 1 килограм, сосема доволно за јазикот да биде умерено солен или избалансиран за сите да можат да го јадат. Една главица целер, овој пат нема да ги сецкам зеленчуците, затоа што јазикот, како што кажав, многу долго си се динста полека, а зеленчукот ќе омекне и секако она што е најважно, ќе го пушти вкусот кој сите го сакаме, а и ни е потребен за тоа што дава одличен шмек на јадењето. Секако без морков ова не може да помине, затоа што и морковот е нешто кое не дава само вкус, него и одлична блажина на сето она што го готвиме со него. Ќе додадам и сенф, затоа што сенфот е навистина многу вкусен, се прави од синап со ферментација и тоа многу долга, велат дека и до година дена му е потребно, сол, шекер, вода и оцет. Долга ферментација која на крајот го дава тоа совршенство наречено сенф. Јазикот е во вода околу 2,5 часа, еве, можете да видите како изгледа. Претходно убаво со четкичка го измив од сите страни во ладна вода и сега е спремен. Многу важно за јазикот е да го ставите овака како што е. Откако ќе биде готов, уште додека е топол, веднаш треба да го излупиме. Меѓутоа, за тоа е рано, ќе видиме кога ќе биде готов полека. За дополнителен вкус, меѓутоа и за дополнителна сочност, ќе додадам бубрежна лој внатре. Маснотијата полека, но тивко ќе навлезе во јазикот и тој ќе биде навистина многу посочен и помасен. Ова е трикче кое не го кажуваат сите, верувајте. Говедскиот јазик тивко се вари во богат бујон со кромит, морков, целер и зачини. Полека впива аромата на зеленчукот, омекнува и станува неверојатно нежен, подготвен за јадење што се топи во уста. Сега, драги мои, оставаме на средна температура полека да тлее. Зеленчукот ми се пече, јазикот си крчка, ја веднаш ќе почнам да го правам денешниот десерт. Драги мои, како што ветив, денеска веднаш продолжувам откако го ставив јазикот убаво да си динста и го ставив зеленчукот да се пече, почнувам да го правам десертот. Денешниот десерт нема да биде класичен десерт. Ќе направам сладка чорба од тиква со џус од портокал и со млеко од овес. Ако немате млеко од овес, тогаш ќе го замените со млеко од кокос. Исто така, идеална комбинација, затоа што постои една таква чорба од тиква во Германија, која нарекуваат курбис оранж суп. За денешниот течен десерт или чорба од тиква, што треба да направите? Прво, пред време да ја испечете тиквата во рерна на температура од 100 степени, оставете ја полека нека се пече 2 часа, 2,5 часа да омекне комплетно. Тогаш е спремна. Доколку немате време да испечете претходно тиквата, излупете ја, изрендајте ја и додајте ја во млекото и во џусот полека и тивко да си крчка. Јас прво ќе го додадам млекото од овес, полека и внимателно. Го загреав малку тенџерчето во кое што ќе ја правам супата. Одлично. 1 литро млеко од овес. Велат дека е тешко. Велат дека не знам вака, не знам така, меѓутоа за све треба навика, а тоа дека е здраво, дека е хранливо. Нема што да разговарам, нели сите знаеме. Сега ќе додадеме џусот портокал. Уште побаво би било ако го исцедите, меѓутоа јас го сакам и овој џус затоа што е 100%
џус од портокал и без шекери. Сега ќе додадам неколку зрнда коријандер. Убав цитрусен зачин кој на оваа чорба или на овој сладок течен десерт ќе му даде една цитрусна нота која идеално ќе одговара. Меѓутоа, секогаш внимавајте со коријандерот, затоа што знае да биде многу јак, посебно ако не е термички обработен, која ќе го каснете, знае многу на цитрусна нота да ви дојде вкусот, што не е многу пријатно. Пред да ставам тиквата, ќе ставам малце мускатово оревче, нешто што потсеќа на вкусот на тиквата, затоа што и тиквата има земјест вкус. Секако ќе ставам ванилин шекер од нашите пријатели од Витаминка и многу малце цимет. Секогаш внимателно со циметот, секогаш можеме да додадеме, а нели многу е тешко да одземеме. И еве ја сега тиквата ќе ја исечам вака на половина и со помош на лажичка ќе ја тргнам кората. Еве, супер. И ќе ја додадам тиквата во целата смеса и на среден оган. Без брзање, затоа што све ќе биде како што треба ако не брзаме. Тиквата колку убаво е испечена, целата структура убаво и се гледа, јазикот веќе си крчка. И многу се радувам за тоа што едва чекам да биде готов. Парчињата тивко печена тиква влегуваат во зовриен сок од портокал, збогатен со овесно млеко и топли зачини, коријандер, цимет и мускатно оревче. Есенска магија што се претвора во совршена кремаста чорба. Јас сум спремен. Сега ќе додадам кора од портокал и како што кажав, полека и тивко ќе оставам сето тоа да си крчка. Само горниот, тоест портокаловиот дел, никако од белиот дел, затоа што тој многу горчи. Ставив на почетокот ванилин шекер, него ставив овој пат на крајот, затоа што не сакам да доминира, сакам да го има во позадина. Тиквата треба најмногу да се чувствува. Сега, како што кажав, јазикот нека крчка. Супата или десертот или чорбата, како сакате наречете го. Исто така тивко и полека. Долги 4 часа трпение, меѓутоа скоро сме пред крај. Јазикот, драги мои, е комплетно сварен. Оф, како е омекнат. Погледнете. Убавина. Одлично. А овде ќе додадеме путер да се растопи. А откако ќе се растопи, ќе додадеме малце брашно. Французите велат ру. Роукс се пишува. Тоа е како нашата запршка, меѓутоа овој пат со путер. Без масло, нели? Кога путерот добро ќе се растопи, како што кажав, го додаваме брашното и со дрвена лажица ќе мешаме и ќе внимаваме да не изгори, затоа што тоа воопшто не е добар момент. Не додавајте многу брашно, затоа што сосот навистина и не треба да биде многу густ. Ќе додадеме една лажица и сега, како што кажав, добро ќе го измешам сето тоа. Температурата секогаш треба да биде средна, а денешната сладка нота веќе си крчка тука. Сега ќе ја изблендирам убаво со блендерот, откако ќе го додадам сосот овде и ќе завршиме работа. Меѓутоа, додека брашното тивко си се пржи, јас ќе исечкам краставички. Французите обично ги сецкаат многу ситно или конкасе, а некои брунуаз многу поситно од конкасе. Јас искрено ги сакам на тркалца, затоа што така повеќе го чувствувам нивниот киселаст вкус, она што сите го сакаме кај корнишоните или кај киселите краставички. Во сосот ќе додадеме една медитеранска грмушка, капари, која има кисело горчлив вкус и е навистина многу почитувана во светот на гастрономијата. Брашното почна и путерот да пенат и полека да менува бојата, баш онака како што ни треба. Сега ќе ги додадам краставичките и ќе додадам, како што ви кажав, капари. Сето тоа ќе го измешаме и ќе оставиме заедно малце да прокрчка, а за тоа време целерот, каде што се вареше јазикот, ќе го извадам, морковот исто така, маснотијата си го направила своето и веднаш после тоа
ќе го процедам сосот што остана и ќе почнам да го лупам јазикот, затоа што јазикот можеме најдобро да го излупиме кога е жежок. Јас го оставив тука неколку минутки, затоа што сега е навистина многу жежок и ќе се изгорам ако го одвојам. Кремастата чорба од јазик ги спојува бујонот, месото и зеленчукот во една мазна, богата структура. Нежно изблендирана со длабок вкус и елегантна текстура. Сосема доволно. Сега, вака ќе го измешаме и замислите сите вкусови од зеленчукот, од јазикот, све е тука во сосот. Ќе биде идеално. Во него ќе додадам и малце павлака за готвење, да му дадеме една дополнителна млечна нота. Малку оцет, ради дополнителна киселост, ќе додадам во сосот и уште малце бело вино. Промешајте и оставете на тивок оган, полека да си крчка и да си се згусне. Ајде да видиме сега што ќе направиме со јазикот. Навистина е многу жежок и сега многу внимателно погледнете сега како едноставно се лупи јазикот. Оу, браво! Каква енергија, одлично. Уште сега превкусно мириса, а замислете кога ќе го додадеме во сосот. Вистинско гастрономско уживање. Тоа е тоа, драги мои. И сега, со оштар нож, погледнете како се сече јазикот. Хо-хо! Сечете го на парчиња со дебелина од 1 сантиметар. Тогаш најубав ќе биде јазикот. И погледнете. Би заиграло од среќа. А јазикот ќе го ставиме во него уште малце да издинста и да прима од сите овие убави вкусови. Тоа е тоа. И додека мускулот полека си крчка да прими од сите овие убави вкусови, јас ќе го изблендирам десертот. Додека јас го блендирам сосот, ќе пуштам оган и ќе ставам едно тавче. Во тавчето ќе додадам малце масло и ќе ставам семки од тиква, кратко да се пропржат. Ќе бидат декорација за одозгора. И кога блендирате, внимавајте, не брзајте, смесата треба да биде комплетно елегантна. Ако случајно не е елегантна, земете една цедалка, процедете ја и ќе ја добиете елеганцијата што ви е потребна. И на крај, оние што сакаат, може да додадат и една коцка од 50 грама путер, нежно и полека да се растопи и да го даде сјајот и елеганцијата. Семките од тиква си се пржат. Јас ќе направам и пире од морковот, од целерот. Тука, верувајте, целиот вкус. Макдоносот го исецкав многу ситно, меѓутоа многу важна работа поради киселоста, поради вкусот. Едно чешне лук ќе го исецкаме многу ситно, затоа што тогаш лукот го пушта својот вкус најмногу. Значи, колку поситно го исецкаме, толку поситно ќе го пушти вкусот и навистина ќе биде многу вкусно затоа што ќе даде една посебна димензија. Јас прво ќе го додадам лукот, а потоа и макдоносот. Сега сето ова добро ќе го соединам. Одлично. Прво ќе го ставам сосот. Погледнете го пирето што го добивме од зеленчукот, што тивко се динсташе со јазикот. Ќе се вртиме во круг и внатре ќе направиме една убава длабнатина. Така. Нежните парчиња јазик се поставуваат врз кадифеното пире од зеленчук, а по крај нив тече златната чорба од тиква. Топол, живописен и совршено балансиран тањир. Финален момент која заокружува целата гастрономска приказна.
Верувајте, 3 парчиња ќе бидат сосема доволно. Сега земете од краставичките и од капарите и нанесете на еден дел од јазикот, а сосот да падне во средината на чинијата. За денешниот десерт од тиква со млеко од овес и џус од портокал ќе земеме една мала чинија. Не ставајте многу затоа што е јако и калорично. Испржете семки на малце масло, како што ви кажав, и додадете ги во средината како шлак на тортата. Драги мои, нека ни е на здравје. Вака треба да изгледа јазикот што вие дома ќе го сготвите, со многу трпение и голема желба и секако со многу љубов која ќе дојде на крај. Ова се топи. Ајде сега од сосот со краставичките и капари треба да има киселкаст вкус. Тоа е она што ќе му даде на јазикот една дополнителна свежина и секако оној што ќе проба, верувајте дека ќе сака пак да јаде таков убав и вкусен јазик кој е направен според рецептот на еден од најголемите готвачи на светот, Огис Ескофиер, таткото на модерната француска кујна. Уживајте бескрајно во вкусот на јазикот што ќе го сготвите за вас и за вашите најдраги. Финалниот резултат е јадење кое зборува тивко, но моќно. Нежниот јазик совршено го надополнува богатото кремасто пире, а чорбата од тиква додава топлина и хармонија во секој залак. Едноставни состојки, внимателна подготовка и многу љубов. Тоа е тајната што секогаш создава недопрелив вкус. Телешки, говедски или јунешки јазик, на вистина, вистински деликатес. А десертот како сладка чорба од тиква, мајко мила колку е вкусна. Направете ја дома и искористете ја тиквата за тоа што сега е незината сезона, сега е најздрава и највкусна. И посетувајте го нашиот веб-сайт или нашата веб-продавница 4 сезони, затоа што таму не само што ги има сите рецепти, него може да си најдете се што ви е потребно за вашата кујна да биде опремена баш онака како што треба, а и вие секако да може да сготвите вкусна храна во која вистински ќе уживате и додека ја готвите. Имајте убава и пријатна ноќ и секако едно големо благодарам до Центарот за физикална терапија доктор Ели Беланова, која се грижи да бидам секогаш во топ форма. Добра ноќ!